Македонска народна телевизија, емисија за македонските работи. Медиум во служба на народот, место каде што секој има право да ја чуе вистинската информација за сите горливи случувања, сите сфери на нашето општество. Наш денешен гостин во циклусот емисии за македонските работи е председателот на партијата ГРОМ, Стефчо Јакимовски. Добар ден, господине Стефчо Јакимовски. Моето прво прашање е, вака денови актуелната ваша изјава, ако во Македонија ви треба пратеници, обратете се во јавното обвинителство и можете да си купите колку сакате. Таа реченица не е моја, за жал и за мое големо разочарување на граѓаните на Република Македонија. Тоа е изводок од една дебатна емисија на Хрватска телевизија, каде што еден дискутант вели само Македонија не значи да. Народ каже не, а власт каже тоа е да. И само Македонија, кад вам треба заступник е пратеник, njega не тражите у политичке партии, веќе идете у тужилаштво или суд. Тамо он ради ко драгстер. Очете ујутро, очете поподне, очете увече, кад год желите може да узмете посланик. Каже, тоа е циркус држава. И за мене тоа е наистина една поразителна изјава како другите ја гледаат Република Македонија. И по мене тој наш црн петок, мислам дека најголема придобивка е тоа што се разоткри какво е судството во Република Македонија и не само ние онакво како го чувствуваме, туку како го гледаат и луѓето во регионот, значи максимално исполитизирано, дел од политичките игри во Република Македонија, што значи дека парламентот, политичките партии, политичкиот баланс или дебаланс целосно е превселен и во правосудните органи на Република Македонија. Дали со тој чин на купување на пратеници во парламентот, условно кажеме купување, тоа е разбивање на опозицијската коалиција внатре во парламентот, преку ВМРО да помене, кој има секако најголем број на пратеници, каде што и вашата партија е во таа коалиција. Имено еден од вашите пратеници кој беа од почетокот на парламентарниот состав одамна ја напушти позицијата член на ГРОМ и преде во годиното мнозинство. Дали преостанатиот Панчо Минов, кој сега милува да каже дека е независен пратеник, исто така е ќе дојде во таа група на пратеници кои се веќе подкупени, и дали и од ВМРО допомене од пратениците имаме најава за некои 4 до 5 пратеници кои ќе го дополнат тоа владено мнозинство? Прво, не се работи за купување на пратеници, туку се работи за размена. Како во филмовите што сме ги гледале, кога се разменуваат заробеници, Девојачки мост, веројатно сте го гледале филмот, како се разменуваат германски заробеници за партизани, или пак за скоевци, или членови на Комунистичката партија. Денеска ние гледаме како имаме размена глас за слобода. Пратеник кој беше во 3 часот ослободен од куќен притвор, во 9 часот отиде да гласа, наједнаш стана проевропски, просветлен и така натаму, претходно беше третиран како терорист и му се закануваше казна затвор над 10 години затвор. Ова покажа една сериозна слабост, институционална Македонија покажа една сериозна институционална слабост. Уставниот суд, обвинителството, судовите, значи сите правосудни органи, нив не треба уопште да им биде гајле што ние политичарите се договараме и на какви маки ние политичарите сме во политичката битка. Односно, со нивната одлука или неодлука, какви политички реперкусии ги предизвика во Република Македонија. Тоа ни воопшто не треба да ги интересира. И вие гледате дека таа слика е целосно, значи односот на силите политички во парламентот сега е пресликана и во Уставниот суд. И навистина е смешно да истрагите во Република Македонија за 27 април покажат дури да се знае и кој од каде вода пиел, ама се уште истрагата не може да покаже со колку гласови е избран Талат Джафери. Нели тоа смешно
за правосудниот систем на Република Македонија, за ова граѓанско општество овде што ние денеска го имаме. Што се однесува до пратеникот Чедо Саздовски, тоа е веќе завршена работа и не би сакал него да го коментирам, особено имајќи предвид дека некогаш тој се декларираше како внук на потомок на Комита, на човек, на дедо му се борел за Македонија, не знам во чии се состав, на кои чети бил, на кои војводи и така натаму, но очигледно дека тоа што го зборуваше дека е негов потомок, денеска тоа него барем декларативно него искажува и навистина изненадува тоа што го поддржа и бугарскиот договор, го поддржа и грчкиот договор. Што се однесува со пратеникот Панчо Минов, имате погрешен впечаток, значи пратеникот Панчо Минов рече дека повеќе нема да учествува во работата на пратеничката група на ВМРО ДПМН и дека ќе действува како пратеник на граѓанската опција за Македонија и тој така тоа и го прави. Ако е прашање зошто иако партијата Гром е против промена на уставот заради промена на уставно име, одлучивме да тој продолжи со неговите активности во парламентот, во законодавно-правната комисија, во комисијата за уставни прашања, со цел да се поправи евентуално што може да се поправи, да не се остави на овој налудничав социјалдемократски сојуз да направи уште поголеми штети на Република Македонија и се што може да се извлие евентуално да се подобри оваа штета, да се намали штетата, да се обидеме тоа да го направиме. Ако во тоа не успееме, барем совеста дека смета пратеникот Панчо Минов дека ќе му биде чиста како граѓанин и како пратеник кој што зема плата од граѓаните на Република Македонија. Свети сме исто така дека не е гаранција воопшто ни тоа што им е понудено на пратениција за замена да преде до парламентарното мнозинство за гласање за уставните амандмани за промена на името, дека ќе бидат ослободени конечно, се дават некои алтернативи или декларации за помирување помеѓу пратениците. Еве свидетели сме, го снимаме интервју дента кога еден од актуелните личности кои беше обвинет од најголемата опозицијска партија на нивниот извршен комитет дека учествувал во врбувањето и во притисоците на тие 8 пратеници да предадат во парламентарното мнозинство, е приведен, конкретно господинот Торце Камчев, и обвинение имаме против Мијалков, кој исто така беше посаđен од Мицковскиот извршениот комитет на ВМРО ДПМН како еден од главните кривци по сите тие дејанија. Дали и покрај таа работа, ако ја завршиле за владата на Зоран Заев, тие немаат никаква гаранција дека ќе бидат чисти понатака и дали хајката против нив продолжува, докаде ќе тера тоа лудило? Знаете како, кога веќе ќе го направите тоа предавство, вие гледате дека очигледно овде ние имаме работа со мафијаши. Значи, кога ќе станеш дел од мафијата и кога ќе влезеш натре како уњес, ти ќе мораш да служиш на мафијата. И очигледно дека повеќе од јасно дека овие луѓе нема да го отслугуваат само ова, што гласањето да се отворат уставните амандмани и евентуално гласање за уставот, туку уште ќе треба да слугуваат, па тоа ќе бидат пресуди на основен суд, па додека на апелационен, па ќе се враќаат назад и така натаму, така да тие ќе бидат исцедени како лимон. Што се однесува до мене, јас сум против било какво помирување, како тргнал социјалдемократскиот сојуз, така да продолжи. Така да си продолжи со апсења, со репресии. Бројот на политичари кои што ќе биде репресиран, со кривични пријави, притварани и така натаму е ограничен. Кој ќе заврши со нас, ќе дојде редот и на граѓаните, на обичните граѓани, ќе дојде редот и на оние кои што евентуално ќе влезат во конфликт со некој кој што има близок политичар и така натаму и ќе видат дека ќе завршуваат исто вака неправедно како што завршува Никола Груевски, како што завршуваат многу луѓе ќе бидат процесирани пред судските органи и ќе бидат употребувани практично за дневна политика. Значи тоа е најлошо што
Следни ќе бидат граѓаните и ќе го видат животот како изгледа овде во Република Македонија. Што се однесува до апсењето на Орце Камчев и не знам таму 13 обвинети заедно со него, повеќе од јасно е дека дента се расправаше во комисијата за усвојување на амандманот со кој што Охридскиот рамковен договор влегува да влезе во преамбулата на Уставот, за да тоа помине незабележено од граѓаните. Затоа беше тој спектакл на спектакуларно апсење, да го апсите вие најбогатиот човек во Република Македонија, се смета како да сте фатили на сом капиталец и можете да видите како се однесува власта. Власта се однесува слично на волците, кога ловат во глутница, бидејќи нормално кучињата, ако не се доволно добро обучени, еден волк влегува ни сред стадо, протрчува, и ако се необучени кучињата, тие почнуваат да го бркаат тој волк, за да може другите да одвојат дел од стадото кое после ќе се гоштеваат. Така се служи и власта во Република Македонија, го отвлекува вниманието на граѓаните, за да може тоа што наумила да го протне во преамбулата на Уставот на Република Македонија, а тоа е промената на името во Северна Македонија и вметнување на Охридскиот рамковен договор и неговото изедначување со, односно тргање на АСНОМ и вметнување за сосема готово небитен документ за Република Македонија. И, значи, за целата таа операција се заврши. Вчера го гледавме ние тој спектакл и тоа одредување на притвори и така натаму. Партија која што претендира да се нарече наследник на Комунистичката партија на Македонија, на која АСНОМ име светење, може да се каже, така лесно да го брише, да го АСНОМ и сите тие придобивки од АСНОМ, малку е чудно. Дел од апсењата и упади во домови, во фирми, на политичари, на видни граѓани бевте и вие. Така. Скоро време влегува, бара нешто, најдова, ви зема патни исправи, малку зачудува, значи, дали има двоен начин, колку што се сеќам на последните локални избори, вашиот штаб и конкретно вие како личност бевте нападнати од братот на поранешниот пратеник Есат Ракич. Сејат Ракич и со еден негов пријател. Дали има расчистено, дали е нешто покренато во за тој инцидент? Не, еднаш бев повикан во обвинителство, до ден денеска нема ниту судска разврска. Интересно е што најпрви полицијата одбиваше да покрене кривична постапка после нашите неколку преса. Тие на брзина, значи, отворија некој предмет кој што очигледно дека веќе го затворили, и како што слушам од овие што беа напаѓачите, дека тоа прашање за нив е решено. И сега да ми кажете која е разликата меѓу оние што беа на 27 март нападнати и ние кои што бевме во нашиот штаб. И пазите, тоа се случува за денот на изборите. Значи, до 24:00 се уште е изборниот ден и тоа не го третираат воопште како напад на актуелен градоначалник. Резултатите се уште не се официјални. И второ, значи, инцидент во текот на изборите, што, значи, дополнително треба да биде оптеретување за сторителите на ова кривично дело, кое јасно кажува дека кој некого ќе доведе во состојба на страф, едно или повеќе лица ќе ги доведе на страф и така натаму, дека ќе биде казнато со казна затвор. Таму сето тоа си е јасно како ден. Затоа имавме и снимки. И не беше само тој случај. Имавме уште еден случај кај што бев нападнат од известен Сокол, кој е и смешно советник на премиерот, во кабинетот на премиерот, кој сакаше исто така физички со мене да се пресметува, кога виде дека му се спротиставивме јас и моите пријатели машки, дека сме подготвени да го прифатиме физичкиот предизвик, тогаш почна да врти на телефон и да се представува да ја повикува полицијата и да им се представува како советник на премиерот Зоран Заев. И тој предмет исто така е пријавен уредно во писмена форма во полициска станица Карпош, која предметот го препрати до полициска станица Центар. Значи, и тука немаме никаков епилог. И што е уште многу поинтересно, имаме случај како поранешен градоначалник да едно лице собственик на фирма кој што се обиде со измама да земе од општина Карпош 83 милиона
денари и кое што за една иста работа, за една иста фактура 3 пати ни зема пари. Поднесовме, значи, 2 кривични пријави против него. Тој истиот, заедно со неговите соучесници, извршители и нотари, беше однесен кај судија во претходна постапка и не им беше одреден мерка притвор. И до ден денеска тој предмет ниту јас, ниту општина Карпуш, ниту било кој е повикан да сведочиме за тоа што се случува. Напротив, сега во предмет против мене, тој исти човек се зема како сведок против мене со обвинение дека јас сум сторил кривично дело и така натаму и така натаму. И сега како да ви кажам, ние од тој човек не можеме 5 години општината да ја одбраниме од неговите напади и обиди да украде од општината. Ние сега гледаме дека тој се здружил заедно со обвинителството, со финансовата полиција против мене и против, што тоа јасно кажува за какво обвинителство и за какво судство ние денеска зборуваме во Република Македонија. Конкретно кога веќе збориме за руско влијание, дали има руско влијание во Македонија? Едно време ве поврзува и вас, вашата посета во Москва, заедно со Иван Стојковиќ, председателот на Српската партија. Може ли да не објасните околу тоа? Вака сакам на секого да му кажам дека ќе одам каде сакам и колку сакам и ќе соработувам колку сакам и со кого сакам. Тоа што во Македонија за денеска постои лудило и што некој ужива да зборува само за Соединените американски држави, за НАТО, за ЕУ и така натаму, како да останатиот дел од светот не постои, значи буквално како коњите, кога ќе ги ставите овие околу очите, значи тие надвор од тој видокруг не гледаат ништо. Најмалку ме интересира Русија, најмалку ме интересира незиното влијание во Република Македонија, мене ме интересира македонското влијание во Русија. Мене ме интересира нашата соработка со сите земји во светот, вклучувајќи и со Русија. Ова мала држава мора да ги гледа своите интереси. Ние сме сега подредени на американските интереси. Што и е добро за Америка? Па добро, ако Америка е битно да и се подчинат многу поголеми земји заради остварување на незините интереси, тогаш не ми е јасно што толку се окомила на оваа мала земја која што со ништо не може да го загрози незиниот интерес, односно нашиот интерес е нормално да сработуваме и со Соединените американски држави, и со НАТО, и со Европската унија, со Кина, со Русија, со сите земји, и овој мал народ и ова мала земја треба да живее и треба да се развива. Она што е зачудувачко, што од нас се бара да бидеме поголеми католици од папата. Јас како македонец, како православен по вероисповест, јас не можам да бидам против православна земја и против ниеден граѓанин, но уште помалку против православен народ не можам словенски да бидам, и не можам да ја сватам логиката и причината на барање да се воспостават санкции кон Русија, на барањето да се елиминира било каква руска инвестиција во Македонија, било каква кинеска инвестиција, како да се тие две земји најголемо зло во светот, а очигледно дека тоа се две земји членки на Совет за безбедност, две земји кои што дале за историјата, за човештвото. Впрочем, и едната и другата земја во најголемата светска војна, Втората светска војна, била на страна на антифашистичката коалиција. Овој свет има придобивки од тие земји. Прва земја која што излегла во орбита, дала толку научници, толку големи писатели, уметници и така натаму, и вие од една таква цивилизација, од едно такво земја со такво духовно и културно богатство кое што го носи во себе, кое што уште може да даде за човештвото, да се абстрахирате и да гледате само на една страна, за мене тоа е лудост. И јас одговорно тврдам дека европската безбедност и развојот на Европа без Русија е невозможен. Европа ќе биде безбедна ако Русија е безбедна, и Русија ќе биде безбедна ако Европа е безбедна. Впрочем, Русија отиде во Сирија да ги бомбардира позициите на исламска држава, затоа што околу 16.000 граѓани од поранешните советски републики беа вклучени во тие 7 дивизии на
на исламската држава и по завршување на таа војна таму, ако таа успееше исламската држава, најголем дел од тие, еден дел преку Гибралтарскиот проток, преку Португалија, Шпанија ќе дојде до Берлин, а другиот значи преку овој дел преку Русија, Кавказ до Москва и така натаму, значи тие влезат во срцето на Европа. Практично Русија во Сирија ја бранеше Европа и европската безбедност. А ние овде на Балканот отприлика не викаат како некој затнина на Блискиот Исток. Значи ние сме геополитички дел од Блискиот Исток и затоа сметам дека етикетирањето најмалку ни е потребно, дека на Македонија да, ние сме ориентирани проевропски, дека сме про-НАТО ориентирани, но во исто време нема никаква причина да немаме економска соработка со Русија или било која друга земја во светот. Впрочем, на Република Македонија и требат големи инвестиции. Ако може со Кина да соработува и да има големи инвестиции во Србија и во Грција, Кина не знам зошто не би требало да има инвестиции овде во Република Македонија. Ако Русија има големи инвестиции во Грција, не знам зошто би требало да нема овде во Македонија. И навистина тоа ми смета што апологетите на власта, значи секој кој што има критички тон кон нашето членство, критички и трезвен тон кон нашето членство во НАТО, тоа го сваќаат како проруско размислување и дури за жал и државната безбедност, разузнавањето и така натаму, целото е впрегнато во запирање било какво можно руско влијание, кое што барем јас се сметам за добро информиран, не можам никако да го видам, ниту пак било кој граѓанин го гледа руското влијание во Македонија, а вие секоја вечер може да отворите, пуштате една телевизија Voice of America, пуштате друга телевизија исто така Voice America, пуштате трета телевизија Voice of America. А сега, кое влијание ние овде го чувствуваме? Зошто се правиме будали? Сите филмови што ги гледаме на телевизија се американски и така натаму. Што еме ние овде руско и што еме проруско и каде некој гледа нашата проруска ориентација на овој народ или на било која политичка партија? Јавна тајна е дека е целата папазјање околу Преспанскиот договор и промената на нашето уставно име е со цел Македонија што побрзо да се вметне во НАТО структурата. Малку е парадоксално. Денеска имаме изјава на Емануел Макрон, кој вели дека Европската унија мора да се потпира на собствените сили, за да направи собствен безбедносен концепт, што Трамп го веднаш го одговори дека први треба да се платат долговите кон Америка како најголем финансиер и спонзор на НАТО алијансата. Дали кога во Европа, кон која сите стремат декларативно, се јавува една позиција на независно действување воено и понатаму може би и трговски ќе се појави на контра на Америка, кај нас ние, како што вие велите, сме поголеми католици од самиот папа, ние остануваме да одбраниме НАТО по секоја цена, по цена на промена на името, губење на идентитетот, дури и влегуваме во матна игра, го поддржуваме проектот кој денови е најавен војска на Косово формирање. Емануел Макрон не е далеко од вистината. Тој практично зборува тоа што сакала Меркел да го каже, а тоа е дека Европа трпи големи штети од спроведување на американската политика, особено американската политика кон Русија. Значи Русија е еден огромен, голем и богат пазар и со тоа што се става ембарго на трговските врски меѓу Европа и Русија, кое што го практично ембарго на Америка, најголема штета од оваа работа трпи токму европскиот пазар и европското стопанство, а за волја на вистината, значи прометот меѓу Европа и Русија е повеќекратно намален, за 4 пати, а пак прометот помеѓу Америка и Русија е зголемен за над 80%. Тоа јасно кажува дека и тоа ембарго повторно се врти во корис на Америка и цената што Европа треба да ја плати за наводното бранење на Европа од Русија дека ќе ја брани Америка, очигледно дека Макрон смета дека е превисока.
И тоа е причината зошто тие сакаат, веќе тој и Меркел го кажа, дека Европа сака да формира своји собствени безбедносни сили, затоа што, меѓутоа, јас сум длабоко убеден дека на тоа ќе се спротистави Англија, затоа што она традиционално во било кои услови она ги следи политиките на особено геостратегиските политики ги следи на Соединените американски држави. И мислам дека во тој дел Франција и Германија ќе останат немоćни, мада мислам дека е такво размислување апсолутно оди во корис на смирување на политичко-безбедносните закани во Европа што постојат, особено што тие се предизвикани од поставување на така наречениот антиракетен штит во Полска и во Романија од страна на НАТО, односно од страна на Америка, иако за тоа нема никаква причина, иако изговорот претходно беше дека тој антиракетен штит се поставува поради Иран, за да се брани Европа, и јасно им е на сите дека тој се поставува против Русија. И она што е најбитно, за половина час тој антиракетен штит од дефанзивен се претвара во офанзивен, значи на него може да се монтираат балистички ракети, и поставувањето на такви ракетни системи во две земји кои што порано биле членки на Варшавскиот пакт, тоа значи дека се доаѓа на многу голема близина до Москва, и во исто време тоа значи дека рускиот ракетен штит тој е веднаш свртен кон овие земји кој што е многу моќен. И она што мене ме плаши како граѓанин, како човек, како политичар, како татко на деца кој што мисли на нивната иднина, е што со влегувањето во НАТО, колку сме ние, како да кажам, поданички ориентирани, прво што ќе направиме, ќе им го понудиме криволак да го користи НАТО. Штом тамо ќе влезе НАТО, тоа ќе биде веќе екстериторијален дел, кој што ние појма нема да имаме што тамо се случува. Тамо НАТО исто така ќе си постави балистички ракетен штит. Русите тоа сето го гледаат горе од сателитите, и тога значи дека нивните ракети ќе бидат завртени кон Македонија, кон еден братски народ. А кога тие ракети ќе се кренат, ниту ќе бидеме ние прашани како македонци, ниту румунците ќе бидат прашани, ниту пољаците, за тоа ќе одлучува Вашингтон, а тоа значи дека во првите 10 километри тие ракети кои ќе се кренат, русите ќе ги уништат, а тоа значи дека народот кој што ќе биде во таа близина сето тоа ќе гори. На Европа и на Република Македонија, на Балканот, такви работи не ни требаат, и ние сега наводно за некоја регионална безбедност влегуваме во НАТО, и бидејќи сите земји околу нас, освен Косово и Србија, не се членки на Европската унија, но другите се, и Албанија, и Грција, и Бугарија, и дека со тоа добиваме една регионална безбедност, меѓутоа глобално влегуваме во многу голема опасност, ако криволак биде даден на НАТО и ако тамо се постави наводен антиракетен штит, тога значи дека Република Македонија ќе биде доведена во сериозна опасност, во евентуално силна глобална војна. И од тие причини сметам дека Емануел Макрон е потполно јасно дека ваквата политика која што ја води Соединените американски држави и НАТО како незин главен поддржувач, оди најмногу во корис на економскиот стандард и економската моќ на Соединените американски држави, а на штета на Европа, првенствено на Европа, а потоа и на Русија. А како што гледате дека овие ембарга Русија прават се посилно и посилно, затоа што таа како земја со многу силни природни богатства и со многу моќна воена индустрија, таа наоѓа начини повторно да станува уште помоќна, и она што е најстрашно, сега тргаме во една нова трка на вооружување. Ако Америка излезе од договорот Стар 2, тоа значи дека со излегувањето на договорот од Стар 2 трга нова трка во вооружување, и тоа ракетно вооружување. Мислам дека главната причина зошто Америка сака да излезе од овој договор е Кина, затоа што Кина веќе произведе од собствено производство неколку нови моćни ракети кои што се со кои што може да се гадјаат одредени позиции на
воени бази на Соединените американски држави, па дури и западната обала на Северна Америка. А во тој договор е офатена само Русија и Америка, но од друга страна, значи ова е што е на штета на Америка. На штета на Русија во тој договор е што со договорот не се офатени Франција и Англија, кои што исто така се нуклеарни воени сили, и што значи дека има причина од незадоволство од овој договор и едната и другата земја, но она што е најбитно, главните носители на таа трка на вооружување се Русија и Америка. Ако тоа тргне меѓу нив, тоа представува нова опасност и нова закана за светот. И сметам дека по подпишувањето на тој договор, што го подпишаа Горбачов и Реган, повторно русите на секоја уништена една ракета од страна на НАТО во Европа уништи 4 своји ракети, но тој договор не ги опфаќаше само копнените ракети, но оние што одеа од море. Тоа беа пред се американските ракети Томахав, кои што имаат домет до 2500 км, што значи од Балтичкото море без проблем може да огаѓаат Москва или било кој друг град во Русија. Тие со тој договор не беа фатени, а гледате дека Русија не побара укинување на овој договор. Јас се надевам дека ќе има доволно разум и мислам дека гласот на Макрон, подигањето на гласот на Макрон и на Меркел е токму во ова насока, затоа што се претера со предизвикување на евентуални нови воени судири и на нова трка на вооружување, и евентуално така нова глобална војна би можело да доведе до светска катаклизма. Идните планови за делување политичко на Стефче Јакимовски на Гром и вашата коалиција Слободна ДПМН? Па да, ние продолжуваме со коалицијата Слободна ДПМН, нема зашто да било какво остапки во тој дел. Особено нам ни е драго што ВМРО ДПМН застана на страна на бойкотот на референдумското прашање. За нас е значајно што ВМРО ДПМН не влезе во стапица, односно господинот Мицковски не влезе во стапица, кое што беше туркано од одреден број на членови на раководството во ВМРО ДПМН и она што го посокуваше Зоран Заев и Социјалдемократскиот сојуз, како и представници од дел на меѓународната заедница, да ВМРО ДПМН излезе на референдумот, да го легитимира референдумот, практично таа пресметка за и против референдумот беше невозможна, затоа што се знаеше дека Зоран Заев заедно со неговите коалициони партнери во ова злодело ќе ги напунеа кутиите и практично таа мисија беше невозможна. Дека тоа бевме во право, се покажа полнењето на кутиите на 30 септември, до денеска ние немаме ниту еден процесуиран, ниту обавено било со кого разговор, ниту покренато обвинение, и тоа е јасно дека во таа стапица не влеговме. Но оние кои што беа протагонисти на оваа работа, особено овие пратеници кои што имале намера да предадат, тие очекуваат дека ќе се излезе на референдум. На тој референдум СДСМ ќе ги напуни кутиите, а нив ќе им го олесни правото да гласаат во парламент, затоа што ќе се повика на мнозинството што било на референдумот изгласано, односно мнозинството граѓани демек се изјасниле за, и во тој случај тие ќе има покритие за да го направат своето предавство, и уште поголемо ќе беше притисокот врз ВМРО ДПМН да тоа предавство и јавно го искаже во парламентот. Мислам дека вешто се избегна таа стапица и потоа се отворија сите карти. Значи се отворија картите и намерите и обврските што беа на 8 темина кои што го извршува македонското предавство. Ова беше уште една од циклусот емисии за македонските работи. Се гледаме наскоро со нови информации и нови емисии.